Во епската битка против руските дезинформации се чини дека е соодветно што граѓаните кои се соочуваат со тролови поддржани од Кремљ, себе си се нарекуваат елфи. Илјадници луѓе во Литванија и други балтички земји работат на отфрлање на лажните наративи на интернет, честопати работејќи анонимно. Основач на ова граѓанско движење е Рикард Савукинас. Луѓето почнаа да се справуваат со руските тролови, нарекувајќи се себе си елфи. Групата стана особено активна по 2014 година и револуцијата во Украина, кога демонстрантите побараа земјата да се насочи кон Европската Унија. Но до денес повеќето од членовите на организацијата не се познаваат. Но движењето не е фокусирано само на Украина. Виктор Денисенко, професор на Универзитетот во Вилнус и експерт за руска пропаганда, вели дека Кремљ исто така се обидува да влијае на медиумите во балтичките земји. Од прилично мала група, од 10 до 20 луѓе, таа прерасна во движење не само во Литванија, туку денес џужиња постојат и во Летонија, Естонија, Финска и други земји. Тоа е многу интересен пример за движење на новата генерација на интернет. Членка на Литванскиот парламент започна да работи со движењето за време на пандемијата на COVID-19. Активистите идентификуваат дезинформации или лажни профили што може да ги поврзат со руските тролови. Тие потоа се здружуваат онлайн и масовно ги пријавуваат сајтовите, додека модераторите не одговараат и не ги отстрануваат лажните вести. Пратеничката почна да се спротивставува на пропагандата поврзана со вакцините за COVID-19, но откако Русија ја нападна Украина, незиниот фокус се промени. Нацизам во Украина, како Русија ја ослободува Украина и сите тие прашања и теми. Савукинас вели дека руските дезинформации во Литванија се зголемиле во втората половина на 2021 година и веројатно биле поврзани со подготовките на Русија за инвазија на Украина, но тој број почнал да се намалува. Парадоксално, многу луѓе, чии мозоци беа доста испрани, почнаа да зборуваат против Кремљ, против Путин, против Русија. Затоа што може да ви го исперат мозокот, но кога ќе видите вистински работи како масовни убивања, силувања, мачење на деца, како во Буча, разбирате дека руската пропаганда е лага. Како што руската инвазија на Украина влегува во својата втора година, експертите проценуваат дека околу 22 активисти се дел од ова движење.